Секогаш обожуваме кога имаме едно убаво празнично расположение во утринска наделма, а меѓу другото кога имаме и една убава празнична трпеза. А ова се такви денови кога под очекувањето на новата 2026 година, на која што верувам дека секој од вас имаше убава новогодишна трпеза, непосредно пред Христовото раѓање или дочекувањето на Божик, она кое што го практикуваат сите е токму бадниковата вечера, постната бадникова вечера, особено за оние кои што ги практикуваат и божикните пости. Велиме, оние кои редовно постат или повеќе пати во годината, точно знаат како и на кој начин да го создадат своето мени и да се хранат онака како што треба, без при тоа да има вишок килограм, што е често и во постите, но исто така и нели одржување на добро здравје. Сето тоа во знакот на празничниот дух и на она кое што треба да го направиме, да ја испочитуваме и традицијата и она кое што фамилиарно треба да го имаме на нашата трпеза. Бадниковата вечера омилена на секој од нас и оние работи кои што или рецепти кои што треба да се најдат на трпезата, а секогаш вкусни, меѓу другото се на убава топлина во домот и сплотување на семејството. Затоа и бадниковата вечера која што ќе ја подготвуваат сите домакинки во текот на утрешниот ден, а она кое што ние денеска во нашата утринска или на нашата трпеза го имаме е бадниковата трпеза која што ја подготвија нашите вешти жени. Умилените вешти жени на утринска наделма, оние кои што и 2025 годината која што ја испративме беа наши редовни гостинки, а се разбира и така очекуваме во оваа нова 2026. Денеска заедно со нас Хрисанти Сонја Груевска и Снежана Миловановска. Добро утро, леке, добар ден и добро ни дојдовте во утринска наделма. Нека ви е среќна новата 2026 година, како на вас лично, така и на етно жена. Истина, односно вешта жена, етно жена, сите тие манифестации кои што ги има. Благодариме многу. Еве ја како прво сега да се представам, јас сум од Скопје. Вешта жена многу години, од 96-та. Иначе ги поздравувам сите гледачи на телевизија Телма, ги поздравувам сите вешти жени, како најпрво, најголемиот виновник што не собира секогаш е Снежана Жана Стојановска, таа ни е председател на Македонија. Така да, ние оваа година ни беше многу бурна, минатава година. Да. Многу бурна Голем беше, број активности, настани. големи настани. Етно вешта жена се одржуваше, сега на крај ни заврши, бевме во децембар месец на прошетка, вештите жени, пошто работеа напорно, спремаја све, ние сите етно вешта жена ја спремаме за таа манифестација не е исклучиво за децата со посебни потреби, затоа што новогодишните празници им ги правиме малце да бидат повесели. Така сите градови во цела Македонија, сите вешти жени одат кај некој што треба да им подариме пакетчиња, да им подариме све тоа што треба, малце љубов, да им направиме некоја забава, да имаат насмевки и они и така. Сега се спремавме за нова година, заврши новата година, сега ни доаѓаа нашите празници, почетокот, великденските празници, она пред великденските, пред Божич. Пред Божич треба да биде трпезата, бадникова трпеза. Бадниковата трпеза посна мора да биде и мора да биде полна. Како нашата. Како нашата. Затоа што викаат, што повеќе на трпезата има јадење, годината ќе биде по-плодна, по-плодна. Ќе има све што сака народот, сите домаќинки се трудат. Секогаш бадниковата трпеза се прави со многу љубов. Домаќинката цел ден спрема и бадниковата вечер секогаш е во кругот на семејството. Секогаш сме заедно тогаш, сите јадеме, се смееме, си кажуваме све што сакаме во идната година да дочекаме, што ќе ни биде оваа година поплодна, поубава и што ќе имаме желби, сите сакаме желби. Еве ја например сега во оваа година ќе имаме и внуката ќе ја мажам, ќе имаме свадба. Браво, нека ви се среќа. Ќе си дочекаме сигурно и внучиња ваму таму, така да
Ќе биде све најубаво. Секој со најубавите жилби, оно кое што го посакува и веројатно тоа кое што не очекува. И благодарение на вас, нели, цела ова трпеза беше во вашите вешти раци, тоа е очигледно и се гледа и нашите гледачи добро го знаат, следејќи ве преку сите ваши манифестации и се разбира и овде во нашата кујна. Снежана, и вие заедно координирано со Сонја, нели, ја правевте оваа постна трпеза и верувам дека Бадник и кај вас на ист начин дома се одбележува со постна трпеза која што ги содржи токму. Да, па секогаш постна трпеза и во склоп на семејството, сите да сме собрани. Обично сега со бурно, брзо време, сите на брзина јадат, сите трчат, а вака баш на тој ден сите собрани го кршиме лепчето, каде ќе се падне паричето, значи местенки нема. Кирка ми става вика, мамо, ма неколку години поред се паѓа кај тебе, викам, местенки нема, значи од кога се роден има, местенки нема за паричето. Кај ќе се падне таму? И тоа така треба да биде, дава, па среќа на сите, сепак на цело семејство, на фамилијата. Тоа е да запазиме и децата наши, да ги научиме што е традиција, што е нашата православна традиција, како треба да се однесуваат и они понатаму, кога ќе створат семејства. Исто така да подготвуваат трпези, да прават за да наследат од нас. Така е, затоа што нели младите или децата тоа кога им зборуваме тоа никако ќе го слушнат, но и така може да го запаметат или да го сватат на тој начин, но кога го гледаат и кога тоа се случува во текот на детството и во текот на младоста, додека се кај мама и тато, тогаш апсолутно треба тоа да знаат и да го применат, односно да знаат како треба. И тоа е добро, така да ги учиме младите генерации за нешто кое што останува и нешто кое што нормално треба да се негува. Не знам од кај да почнам, тоа се мислам, дали да почнам од ова или од таа страна, но логично треба од нели соленото. Секогаш, да пример, кога се почнува трпезата, секогаш се почнува од лепчето. Од лепчето. Затоа што паричката е во лепчето. Да, прво се треба да крши видиме лепчето. среќата, се крши лепчето, да видиме на кого ќе падне паричката, така и ние овде сега во телевизија Телма ќе треба да ја искршиме. Овде имаме паричка, така? Имаме паричка. Да видиме, затоа што и телевизија Телма треба да биде напредна. Така е, да има света, исто како ваш дом на сите нас, затоа што и ние дома секогаш гледаме и телевизија, се радуваме на вашите што не информирате за сите работи и така. Така е. На крајот кога ќе привршиме со разговорот, ќе го поделиме ова лепче, така како што е нели редот, односно јас ќе бидам во представникот Телма, вие од Вешта жена и едно за Господ. И за куќата. И за куќата. Значи, јас за Господ, за куќата и така. Вие за куќата и вие за Вештата жена. Добро, се договоривме. Тоа ќе го направиме ние на крајот, согласно со оно кое што ни тековна сега мораме да го презентираме, односно оно кое што ни го подготвивте. Тука е нормално рибата, која што често се наоѓа на трпезата, постната трпеза, особено кога некои што постат, па ја имаме и тука, и на бадниковата исто се наоѓа. Ова е пастрмка? Не, ова не е пастрмка, ова е шаран. Шаран, добра. Ова е поклон за Телма од мојот сопруг, он е рибар. Вистина. Војо, ролетарот, и вика на Телма една тазе риба. Благодариме многу, поздрав до сопругот, така. Ете, во моментот не гледа, на вистина привилегија од рибар кој што нели тоа го прави со задоволство. И да биде тазе риба, да не биде замрзната. Одлично, ви благодариме многу, тоа ќе биде навистина вкусно и нешто што поретко имаме така можност нели да пробаме во смисла на така таза уловена риба и подготвена од страна на Вештите жени. Понатаму имаме графче, исто стандардно и на Ја можам да кажам графчето и сармите. И питата ние направи исто една од Вештите жени, ја поздравувам многу сега, Светлана Михајловска, она не можеше да дојде, зафатена е со работа и затоа и она учествуваше во оваа трпеза, во подготовката. И затоа ја поздравуваме многу. Ќе ни дојде во следна прилика, верувам? Обавезно, сигурно, она е била. Да. Еве имаме тиква, имаме костени, компир салата која без неа не може, ете салата руска, например, да има. Да, и туршија, туршија, исто така се наоѓа на трпезата. И на крај треба да се заблажиме. Имаме штрудла и колачиња. Шишарки. Да. Тоа се многу едноставни. Ева можам да кажам само што оди во основа на рецептот. Значи оди
350 грама бисквити, постни се. Во ситуација може да бидат и мрсни, но во ситуацијава се постни. Да. Мелени бисквити 350 грама, 100 мили вода, пола маргарин или посен. И може какао, чоколадо и 150 грама шеќер. Значи се топи, бисквитите се мелат, се топи чоколадото со шеќерот, маргаринот и водата. Сега, например, јас тука имам савено орас и кокос. Например, тоа е основата, а другото може да се додава по избор. Што сака. И се меша смесата, се прават нели као конусни и се редат со конфлекс и од озгора кокос. Ова е омилена рецепта на ќерка ми и она ми рече да ги направам. Браво. Исто сака и она да декорираше со мене синоќа. И се многу вкусни, а едноставни, секој може да ги на направи. дечињата кога правиме нешто, на дечињата да им дадеме да се занимаваат, и да учествуваат во пошто сите деца сакаат да учествуваат во подготовките на некои работи, например дали се декорации, дали се значи сакаат и они со нешто да им дадеме, знаеш, да се осеќаат важни и дека нешто направила. И да бидат креативни. И да бидат идни вешти жени. Ете, така е, затоа што тоа се стекнува и така со правење, со вежбање, со пробување, нели? И така всушност ќе се засака и готвењето, и декорирањето и сето оно кое што доаѓа заедно со тоа. Јас морам да кажам за ќерка ми, пошто од мала ја носам со мене каде сегде кај што патуваме. Колку години има? 15 направи сега. И од мала ја носам сегде кај што патуваме и она е воодушевена од сите вешти жени, кои внимание сите им ги посветуваат на децата и она се чувствува многу убаво кога е со вештите жени. Ете и тоа колку е убаво и да речеме нешто кое што не се купува со пари, нешто кое што не е така едноставно да човеките во секое време да може да го возможи, а истовремено толку достапно да оние кои што се вешти жени на своите деца можат тоа да им го приуштат на еден таков начин, а со тоа верувам и оние кои што доаѓаат со децата на манифестациите. Да, ја да ви кажам на манифестации, например, ние минатава година едно вешта жена кога се одржуваше, има многу дечиња доаѓаат кај нас. Мали ги земаме, например, си имаат престелки, им облекуваме, им даваме, например, од фондан да прават украси, нешто тоа, и они гледаат, се сервираат. И гледаат текот на традицијата како оди. Доаѓаат, например, игрорни групи, викаме, од дечиња, од постари. Сега во Гостивар имавме минатата година, имаше многу убава цела манифестација беше со разни носи, изложба на сите носи. Имаше игрорни групи, имаше и децата малечки ги гледаја нив и они беа све уноси. Така да стварно беше многу убаво и многу сме задоволни од минатава година, како убаво си поминавме. Да се пренесе тоа на тие млади генерации, дружбата. Секогаш, еве и ги замолувам сите, секогаш кога имаме такви манифестации, да доаѓаат во поголем број, затоа што стварно тоа е нашата традиција. Македонската традиција да се ја пазат и да се знаат и да се учат, да се учат што треба. Тоа што го гледаат. Затоа што и они како не гледале нас, така и они ќе си продолжат. Така е. Сега од февруари кај нас почнува вешта жена. Тоа е посебна друга со такмичарки. Млади земаме исто, например, од 18 години па до 25-30 години да учат исто, да учат сервирање, една трпеза, домашна трпеза за 4 особи, свечена трпеза, како треба да изгледа. И така, сите си имаат, они, например, и да ништо да не знаат, значи си имаат менторки, постарите ние сите што сме, им покажуваме, им кажуваме, и така почнува сега, од февруари ќе почне и трае негде до мај месец и после више во мај месец не се републичките настани и од вешта жена и од етна вешта жена и така. Ќе ве потпрашам уште нешто за вешта жена или плановите во оваа нова 2026 и на членовите, поточно членките и можеби зголемувањето на нивниот број, но ќе позборуваме и за кратко и за тоа. Сакав уште малку околу трпезава и околу вртената пита. Знаеме дека нешто без кое што не минуваат, нели, бадникова трпеза или генерално и пост за време на постите е токму постната пита. Постна пита е со прас. Со прас, некој со зелка,
ние имаме со прасје вртена пита, направена, исто ова е ние од Светлана, да. Тиква треба да има, обавезно. Да. Костени треба да има, благо. Еве овошје, например, бадниковото дрво, секојаш треба да биде присутно на трпезата. На трпезата. После вечерата се прво домаќинот, например, дава прво на Господ дава, Кога се па крши кога се крши лепчето, па за куќата, па после почнува од семејството колку членови сме, на сите им дава, на кого ќе падне паричката. И после цела гозба што е навечер, значи кај нас традиција, кај мене дома, например, секојаш семејството седи и седиме до касните сати и нема излегување надвор. Да, Значи треба да останат во куќата. А и тоа и така треба да биде. Така треба да биде, во куќата да остане. А домаќинот, кај нас дома секогаш, мислам, има сега у секој град разни традиции има. Сега кај нас дома, например, од све што се јадело, например, овошје, ороси, тиква, едно друго, све што има, нешто се става во еден тањер и парички се ставаат и се ставаат позади врата. Кај нас под маса. Се, кај нас позади врата се даде. Сега од децата кој ќе стане прв, значи треба до сабајле кој прв ќе стане да си земе и тој ќе биде значи најсреќен во новата година. Во новата година. Да, ете нешто кое што можеме ние сме го. И секогаш внуците дома се тепаат кој ќе стане. Чекај. Да, бабо, знаат. Да ме разбудиш, немој да се успиеш, не треба да те разбудам, сама ќе станеш. Да. И така се ги правиме тие работи интересни. Тоа кој што нели не не ја креваме софрата. Да, ете тоа, да. Софрата не се крева, може само да се покрие, све, се седи све тука. Затоа што така треба да биде. Сабајлето кај нас е, мислам, тоа што се изљуштило од тиквата дова, се фрла во нива. Да, се закопува. За да има нивата род. Да, или во двор кој имаат купни дворови овоа, така се прави. Да, нивата да има род во текот на цела година. Да. Ете, интересно е што може и да се запознаеме со некои што не знаеле и што се. А и повеќе секое место си има своји адети, да, така се прави. Секое место си има своји адети, секој град. Да. Знаеш, има сега источна, западна Македонија, долна, горна, сите. Да, секој со своите адети, но тоа повторно служи да си посакаме нели убави жилби, пред се добро здравје и нормално да имаме среќа во новата година. И токму тоа е символиката на самиот празник или еден од најголемите празници кои што ги празнуваме на почетокот на годината. Верувам дека покрај тоа што секој од вас во домовите тоа ќе си го направи, ќе си го направите колективно во Вешта жена, така. Тоа можам да замислам како изгледа. И па ние сите се собираме на трпеза или во ресторан одиме тогаш. Одбираме некој ресторан да има поголема маса затоа што ние сме стално многу. Секој град си прави посебно. Да. Ние во Скопје секоја година. Тогаш, например, исто може да се кршиме. Кај Светле се кај Светле падна. Кај Светле се падна. Сега ние обично околу Бадник правиме, сега деновиве ќе правиме повторно. Да, знаеш што нели сега се забавува прво дома. Да, се разбира. Па после, значи прошлата година се падна кај Светле. Да. Што ни помогна. Значи сега она треба да направи огромна погача, за да има за сите парчиња. Затоа што некојаш има над 50, 60, 90. Па така да, затоа викам како и треба да биде што поголема погачата да има кај падне паричка. Да. И што вели искуството од минатите години секли или за жените кои што? Па да. Па претходно се падна кај Кате, Кате среќа, па се... Ти си го жени детето. Да, има доби внука, значи поголема среќа од тоа има ли? Да, разбира дека не, тоа е најголемата среќа или нешто што човек може да си го посака. И верувам дека ете така оваа година сега наскоро кога ќе се соберете повторно ќе одите паричката онаму каде што треба, односно на таа која што ќе се падне, а верувам дека и личните успеси па се рефлектираат на професионално нели ниво и обратно, кога зборуваме за тоа кое што се случува и во Вешта жена, на манифестациите, самите победнички, па потоа таа енергија убава која што ја пренесуваат и на тие кои што доаѓаат како гости, но и кога зборуваме за хуманата дејност која што ја имате и тоа е еден значаен белег на Вешта жена. Па еве, ние оваа година ќе одиме кај децата со посебни потреби во домот за престој што е на децата во Железара. Таму ќе одиме
пакетчињата не се спремни, ќе им однесеме некои други поклони, ќе поседиме со нив и така. Да, одлично. Тоа нели се случи на крајот на годината? Тоа беше на крајот, да. Да, тоа беше на крајот на годината и верувам дека таа насмевка и радост кај децата е Да. нешто што на сите ни ја Многу се грее среќни, не гушкаат, не... Цело време ние се осеќаме многу поминавме многу убаво, многу весело беше, многу убаво поминавме, така да... Одлично, одлично. Ке ги поздравиме сите останати членки од сите градови на Вешта жена. Ви благодарам. И сега секогаш прашувам, затоа што ме интересира и тоа така треба да биде, да имате нели како се велиме наследнички помлади и помлади кои што ќе се заинтересираат. Има интерес? Ја ги поздравувам сите, на пример, многу млади, од кај 5-16 години негде до кај 20, 30 има. Браво. И нас Постари нас не има, сите што сме постари. Ама негде од 30 до 50 многу ги нема. Ги нема, таа генерација. Се дали се многу зафатени со се правда дека со децата имаат работа, одиме на работа, имаме деца, викам па и ние сме имале деца и сме имале работи, и све сме имале. Тој дел малце треба да бидат похумани и да гледат за да доаѓаат на нашите настани. Затоа што никој не знае што го чека во животот. Така е, Нарочито кога се овие хуманитарни настани, кога даруваме од срце, тогаш треба да бидат стварно сите присутни. Да. Затоа што убаво е кога даруваш. Можеме да ја испратиме таа порака за тие генерации кои што не гледаат. Ја испратам стално, секогаш кога сум некаде стално. Да, одлично. И кога доаѓаат на масовност, на сите секогаш им кажувам да бидат присутни. Еве и сега заедно тоа ќе го направиме и негде пред крајот ќе ја скршиме погачата. Како да го направиме тоа? Не мислам дека не се крши со нож или може и со нож. Не, со рака. Да, ја знам дека треба со рака. Ние ќе земеме, треба таа на пример кога се зема, треба да се врти. Ајде да имаме во кадар, ја да фатам. Да. Ајде да ја свртиме. 3 пати се вртеше, така? Еве така, 2 пати. Еве 3 пати. 3 пати, добро. Ајде сега, најстариот и сега, например, обично се домаќинот секогаш така ја крши. И сега... Ја имаме во кадар само вака. Да. Инаку и црвеното вино ни е секогаш на трпезата, нели? Да. Ова е за Господ. Едната е за Господ. Другата за Телма, за куќата. Не, за домаќинот. Па за Телма. За куќата. Телма, да. За Телма, да. Да. Добра. Ова е за вас. За Телма. Ова е за Телма, јас за неа. Да, па добро. Јас ќе го проверам. Нема, ти ќе се земеш за тебе. На крај која ќе се подели. Да, на крај. На крај се на крај. Тука да го ставам за да го проверам на крај. Еве една ќе сајме за Вешта жена. За Вешта жена обавезно. Сега малце помали за да има и за камерманот и за... Добро, ќе има. За Жане, еве го чека. Еве за Жане. Па ја мене на крај. Добро, не. Ајде за камерманот. Важно е да има. Жане, еве тука ќе биде твоето. Ќе си го провериш. И еве едно за мене. Сега проверите. Ама не ида или тоа... Ова нека биде за Телма јас како представник. Она како представник од Телма. Жан исто. Ако се падне тебе исто и за Телма. Сега треба да видиме кога ќе биде. Каде е паричето? Сунја многу добро си го скрила. Па негде сум го скрила, да ви кажам. Ова треба кажам. убаво да се разгледа. Да не го пропуштиме. Нема Кај мене го не има. Јас многу се радувам кога дома ќе ми се падне паричката, иако тоа не е многу често. Но ете некако тогаш кога се паднало, навистина се среќни години. Тоа е Вешта жена. Да му го дадеш на Жан да си го провери, може кај него е. Ајде, Жан. Ево ова е твоето. Ај, провери го. А ако си ти среклијата... ова беше за Господ. За Господ, да. Може би е тука. Никај мене не е. А ставивте паричка? Да. Чекај, може е скриено, го нема. Жан, не е тебе? Не. А каде ни е? Не, мора да е негде, ама го Да. Шуба беше погачата? Ја растуривме, париче нема. Ајде. Да. Ако не го најдеме за кратко, јас ќе им кажам
Не, тука Во мора следната да емисија на гледачите како го Не, се не, падна. Не, мора да го има, ама не е мало. Не. Го Не бе. нема паричето што да Не бе правиме. у фолија, со фолија. чекај, Сонја, оди натаму да помогнам. Ова парче не го видовте? Не го видовте. Тоа што е? Ова е од Телма. Да. Не колку е скриена. Многу е Сонја, скриено. кузна кај си Како го сум го скрила? Цела погача ја Ние ќе растуривме. Да, ние ќе продолжиме ако не со барањето. Еве го! Еве го! Значи, Само уште да знам. Во Телма? Чио беше Не. ова? Во Телма. Во Телма. Во Телма е, во Телма, во да. Телма. Во Еве Телма го, тука ево. беше, да. Конечно го на евака Да, се бара е, парич. така. Евака, не одма да се скрши да се види. Евака. Да се помачиме, да го побараме и да го најдеме. Значи, драги колеги, Телма ќе биде многу успешна оваа нова 2026 Дај Боже. од оваа погача која што ние подготвија вештите жени. Многу ви благодарам. Лалда вие за вашите вешти раца, да бидете живи и здрави и секогаш вака вкусно да готвите. И на вашите деци, на внучињата и на правнучињата и на сите тие убави моменти кои што се Амен одуваат. Боже. Ви благодарам и на вас стално што не поканувате. Секогаш сме гости сакани и секогаш сакаме кога сме А ние кај ве вас. уважуваме. Да. Затоа што имаме преку добар цела муавет и добра година, храна. да доаѓаат сите вешти жени од сите градови. Да. биде берикетна и кај вас, и кај нас, кај сите. на сите. Да. Ги поздравувам 26-та година да биде на сите најсреќна и најубаво, да имаме љубов, мир и Ете така. берикет голем. Тоа е најважното и тоа е тоа што треба да си го посакаме. Да. Ви благодарам многу за гостувањето и за вашето време во овие празнични денови да бидете со нас и со нашите гледачи. Благодараме на вас. Поздрав и за останатите вешти жени и за сите оние кои што не следат и оние кои што наскоро ќе почнат да си ја подготвуваат својата бадникова трпеза. Нека ни биде ете така богата и нека ни биде берикет на оваа нова година за сите и оние особено кои што ќе се падне паричето. Останете со нас, продолжуваме со нашата програма.